Денес сме во посета на Дојран, Стари Нов Дојран, понатака Валандово, Богданци, околните населени места. Ќе одиме во Удово, ќе одиме во Пирава, ќе одиме во Стојаково и во останатите населени места од овој регион да поразговараме со луѓето за она што се нивни потреби, нивни маки, но во исто време и да ја презентираме програмата проект Обнова на Македонија. За Дојран можам да кажам дека има огромен потенцијал за развој на туризмот, кој што за жал не се развива во изминатиот период и треба многу да направиме. Пред се во делот на субвенционирање на оние кои што се занимаваат со туризам, цел да може да дадат подобри услуги кои што ќе привлечат поголем број на туристи. Исто така формирање на бренд Македонија или бренд Маседонија, кој што треба да ја брендира нашата држава со цел што повеќе туристи да доаѓаат. Знаете дека имаше едни претходни времиња во кои што туризмот силно растеше, а за жал во овие години туризмот стагнира. Понатака, издвојување на секторот туризам од Министерството за економија и спојување со Министерството за култура, со што би се формирало ново министерство кое што би се викало Министерство за култура и туризам, по примерот на најразвиените светски дестинации, односно најразвиените држави во светот кои што се занимаваат со туризам, за да може да се стави целосен фокус на развојот на туризмот. Тоа е нашето основно ветување во следниот период. Ќе направиме многу за Дојран, многу испуштени прилики имаше во изминатиот период кои што ќе ги поправиме. Она што нема да го дозволиме е приватизација на водата. Знаете дека градоначалникот на Дојран сакаше да ја приватизира водата. Знаете дека луѓето се кренаа на референдум и не го дозволија тоа. Остануваме цврсто посветени на тоа ветување дека нема да дозволиме приватизација на водата. И ќе ми дозволите од тука од Дојран, слушнам дека пред мене тука бил и мојот противкандидат во четвртата изборна единица Зоран Заев, јавно да го повикам од Дојран да излеземе овие денови на ТВ дуел за да ги соочиме нашите аргументи во однос на четвртата изборна единица, да слушнат граѓаните кој што направил, а што не направил за четвртата изборна единица, во исто време да ги слушнат нашите идеи, концепти и програми како би може на најдобар начин да се представиме, но и да се соочиме еден со друг за да може граѓаните да изберат. Значи јавно од Дојран го повикувам Зоран Заев на ТВ дуел на кој што ќе можеме да ги спротивставиме нашите програми и концепти за граѓаните јасно да може да направат разлика и да дадат поддршка на коалицијата за обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН и бројот 14. Благодарам.